Петок, 19 март 2021, лето господово. Добро дојдевте во уште една епизода од циклусот емисии Родински разговори. Денеска ми е посебна чест и задоволство да ви го представам вечерашниот гостин, кој е вистински интелектуалец. Ако во Македонија имаме, наплив на квази интелектуалци, вечерашниот гостин е еден од ретките вистински интелектуалци кој долги години автохтоно сам доаѓа до заклучоци не само за македонската политика, туку и за светската, за геополитиката, анализира битни моменти, битни елементи во актуелните случувања како што е конкретно со пандемијата така наречена на COVID-19 и ги обработува во неговите колумни и во неговите настапи по медиумите буквално сите случувања и в дома и во светот. Чест ми е да ви го представам нашиот вечерашен гостин Александар Ацо Станковски. Ацо, во најавата те најавив како антиглобалист, уметник, стрип цртач, уметност која на мене ми е на највисок пиедестал, можам да кажам, и некој кој што буквално последните 30 години од осамостојувањето на нашата држава, па и пред тоа можам да кажам во 80-тите, буквално со прст ги покажува сите недостатоци на постоечкиот систем. Деновиве се наоѓаме во време кога што нашите основни човекови права се загрозени, слободата, правото на избор на образование, ни се наметнува некој квази сексуално образование, ни се наметнуваат присилно примање на вакцини без нив и без така наречен ковид пасош, ни велат дека нема да може да патуваме никаде во светот. Дали не е тоа што ти го говориш, уште се сеќам во моите драги емисии кои ти ги имаше на македонското радио, на националниот концесионер и на канал 103, каде што буквално ги бусташе, ги разобличуваше така наречените либерални глобалисти. Твоето мислење за целава работа да споиме и светската политика на глобалистите со нашава актуелна која што тука ни се обработува на нашето тло. Па, во секој случај светот може да го видиме како холограм, нели? Посебно што се однесува до некои невралгични точки што имаат огромна историска и цивилизацијска магнитуда, а држам дека Македонија е една од тие точки, како територија. Мислам за етничка Македонија и она што Македонија го направила со своето влијание низ светот. А тие влијанија идат до Кина и низ цел западен свет. Значи, веројатно Македонија е фундаментот на западната цивилизација. Но не само на западната цивилизација, туку и мостот кон источната цивилизација. И тоа е оно што веројатно е најдрагоценото во нашата историја. Тој спој на две глобални светски култури и нивната интеракција. Зашто еден е светот пред Македонската империја, а друг е светот по Македонската империја. Денеска сите тие древни невралгични точки се нападнати од неолибералите. Зошто? Затоа што треба да се уништи целокупната светска меморија за да може да се почне нешто ново, нели? Тоа им е напишано на сите нивни значајни пунктови. А тие пунктови се контекстуални. Тие немаат генеричност, нити се воспоставени во една еволуцијска фаза, нели, која трае со илјадници години, туку тоа е еден нов феномен кој има своји координати во историјата, во империјалните периоди на одредени царства, нели, на одредени концепти на владење, но сите тие имале однос кон историјата, без оглед дали е нивна или туѓа. Оние асимилирале и продолжувале, како Рим, да речеме, што е асимилирал македонската историја, македонската култура, цивилизација и продолжил од тука, нели, да ја развива западната цивилизација со сите мани и доблести. Во тој смисол, тие нови структури кои имаат за цел да воспостават една светска влада, да го глобализираат светот, веројатно сакаат да ги уништат тие
карактеристични, автентични, културни проседеа тие извори или вулкани на една идеја, на една енергија, на една свест. За веројатно подоцна тие мислат, иако ја не мислам така. Тоа е неуништиво, затоа што е тоа духот, нели, космички. Но тие мислат дека ако ги затворат тие дупки од кај што излегува некое сознание, некоја гноза, некоја духовност, дека на тој начин ќе направат еден вид лоботомија на човештвото и после тоа ќе можат во тој огромен потенцијал да ги сервираат своите погледи на историјата, своите толкувања, а пред се ќе воспостават една идеолошка матрица за иднината која ќе биде не баш хумана. Ќе биде базирана на наука, на технологија, до тој степен да ќе се изгуби моралот, ќе се изгуби етиката, а веројатно и самата естетика како врв на Божјото создавање, нели? На Божјата мисла. И на тој начин би манипулирале на некој начин, би го контролирале човештвото, тоа би бил ресурс, веројатно, од една страна за работа, нели, од друга страна може би ресурс за одредени експерименти кои би им овозможило на тие елитистички и конспиративни групи да го продолжат животот. Да речеме ресурс за органи или ресурс за одредени ензими што ги има телото, да речеме сега се збори за тие лажни кабалисти, да ги наречам, или помодарски кабалисти, кои немаат врска со вистинската кабала, со Зохарот, со сите тие, нели, придобивки на еврејската култура, туку едноставно прават некои своји хорор, холивудски, лични, да речеме, персонални спектакли, каде што, нели, се жртвуваат деца, познато е тоа уште од време на Стариот Бабилон, и се пијат, нели, се пие крвта која е богата со таа субстанца наречена адренокром, која им дава виталност. Со овие ритуали од древниот уште Бабилон исто така се врзани разни митови за крвопици, за вампири, за толосуми, што веројатно на некој начин и сведочат на еден митски фантазмагоричен начин за тој тип на искористување на човештвото. Исто така во некои делови на Талмудот пишува дека секој припадник на таа раса, под наводници, пошто не се работи за раса, туку се работи за религија, значи припадник на тој религиски концепт, треба да има околу 399 слуги и некои 2800 робови кои ќе работат за него. А од друга страна па имаме такви, да ги наречам, тајни друштва, исто така од црната провиниенција, кои па гледаат да го екстерминираат човештвото за полесно да се управуваат масите, нели, затоа што на некој начин веќе е толку развиена комуникацијата меѓу луѓето од разни култури да не можат каде да се скријат и почнуваат со радикални средства. Тие радикални средства се сега овие епидемиски акции што ги прават. Во една прилика председателот на Русија Путин рече дека Русија и границите на Русија и Кина се начичкани со биохемиски лаборатории кои се финансирани од Пентагон. Кога една таква личност, толку сериозна и толку успешна во политиката личност, ќе каже нешто такво, тогаш гледаме дека всушност се работи за напад, за еден голем напад и за една голема подмолна војна која се води со овакви забранети средства. Но за иронијата да биде уште поголема, тие што беа таргети на некој начин успеа, пред се Кина. Кина беше главниот таргет да се елиминира од таа планетарна конкуренција визави западните моќници. Но кинезите со својата дисциплина, со својата традиција, еве зошто
ги уништуваат со својата 4 меморија, годишно, така. со своето достоинство, пошто таа меморија произлегува и достоинството и самопочитта, се организира и ја уништија короната, тоест епидемијата. Додека тие што беа инспиратори и веројатно акцијаши во тој програм, сега квичат болни и немаат никакви перспективи. Нивните вакцини не функционираат, гледаме, се крие. Еве, например, со AstraZeneca зборат дека доаѓа до згручување на крв. Кај мал број, нели, од 17 милиони, вакцинирани 40 луѓе имале такви проблеми, кои имале летален исход. Но може би не се 40, може да се 40.000, може да се 400.000. Но како е тоа британска вакцина, нели, британско-шведска копродукција, одеднаш се виде дека нема да има профит тука. И самиот кутриот, нели, Борис Џонсон, таа сирота фигура, нели, на крај испадна сирота фигура, зашто изгуби ориентација, нешто слично како и Трамп, изгуби. Че не можеш ти до некаде против глобализмот. Или до крај идеш, или не идеш. Зашто секој получекор ќе заврши со пораз. Така завршија, например, во Втората светска војна и Франција и Британија. Така завршија сите што правеа получекори. Треба до крај да се исчисти злото, нели? Едноставно, ако го оставиш до некаде, тоа ќе продолжи. Тоа е, значи, канцер на човештвото, канцер на планетата. Тоа е она што глобалистите го прават. Дали се свесни или не, верувам дека се полусвесни, што не може да се воопшто несвесни, зашто меѓу нив има многу интелигентни луѓе, кои имаат одреден однос кон совеста. Секој човек има совест. Таа може да биде длабоко закопана во подсвеста, но таа е како вулкан, избива во дадени ситуации, а секој греф ја провоцира на некој начин. Но ако они отишле до тој степен да ја продале душата на ѓаволот, како Фауст, например, ако имаме такви состојби, тогаш им нема лек, нели? Треба едно драстично покајување, кој ќе дојде веројатно после извесен број години во пеколот. Но сите овие, да ги наречам, компромисни и егоцентрични типови од лидери на планетава доживеа пораз. Единствено тие што има јак став кон нештата, а тој став е изнуден зашто се нападнати, како русите, кинезите, дел од јужноамериканците, африканците, сите оние народи кои биле колонии порано или на некој начин малтретирани од страна на Западот, тоест од страна на глобалистите, сега се во еден јак сојуз, свесни се, што вика Александар Дугин, почнува големото будење. И секој исправен човек кој тежнее кон доброто, како такво, или како космички феномен, се става на страна на силите на доброто. Затоа мислам дека на крајот, не знам која ќе биде тоа, меѓутоа глобалистите ќе доживеат страшен пораз, исто како што доживеа нацистите, да речеме. Еден таков пораз. Тој пораз на некој начин ќе воспостави нови простори, ќе се отворат нови димензии за човештвото. Секако ќе има проблеми, нели, се до судниот ден. Но веројатно ќе има некој период на некакво олеснување. Повторно би се навратил на еден, што се вика, што би рекле хрватите, пучки диалектичар како Насрадин Оџа, кој вика после лошо иде арно. И сега од целата таа глобална слика да се вратиме на нашата миниатурна слика која ги одразува сите глобални параметри. Гледаме дека скоро истото се случува тука, само затоа што е набиено просторот и времето е набиено, па доаѓа до една карикатуралност, до деформитети. Не иде така
суптилно, да речеме. Барем до сега идеше посуптилно на Западот, но и тамо сега иде големото будење. Нашите браќа и сестри антиглобалисти се веќе тамо разбудени во голема мера. Единствено што им фали, мислам, методологија како да се борат. Се плашам дека ќе дојде до можеби борба која ќе биде екстремна, од типот на Бартоломејска ноќ или Кристална ноќ или можеби ноќите на долгите ножеви, нели, кога Хитлер и Хес ги ликвидира јуришниците на Рем, пошто беа конкуренција и баш Хитлер и неговите беа традиционалисти, кај јуришниците се појави голем процент на хомосексуализам, на педерастија, така да нацизмот беше стрикно традиционалистички ориентиран по тие прашања и затоа требаше да бидат ликвидирани. Веројатно они иделе по некој древно грчки модел, нели, на педерастија, каде што јунаците, нели, биле исто така и топли браќа во едно, нели, си биле наложници еден на друг. Но фала му на Бога, такво нешто немало кај македонците и во ариевскиот свет. Како и да е, отприлика се гледа веќе разобличени се глобалистите, сега треба да се најде начин на борба. Но тој начин не треба да биде ни комунистички, тоест ни болшевички, нити нацистички. Тој едноставно треба да биде многу интелигентен, суптилен, за да не дојде до големи потреси и големи страданија. Затоа што светската плутократија стои зад глобалистите, значи парите се тамо и они купуваат све она што им треба за да ја водат таа борба, нели? А луѓето се очајни. Сиромаштијата за нив е огромен ресурс. Исто ко овдека. Еве, гледаме како партијата на власт, хунтата, како што ја викаат популарно, купува од сиромаштијата гласови. Од маргинализираните заедници како ромите, кои се сиромашни и дискриминирани на економски план, потоа од пролетерите, од било која провиненција пред се од македонската, па и од она падната средна класа, која за 100 евра или 150 евра би дала глас, не ја интересира ништо. Целата политичка конфигурација е обрушена, пропадната во Македонија. Народот веќе е апатичен, нема доверба во ниедна концепција. Мислам, во концепцијата на СДСМ, која е хорорна и која е безглава, мислам дека само мал број луѓе веќе имаат некаква доверба и тоа од лукративни причини. Тоа се тие клиентелисти меѓу сите структури, нели, мали броеви, пошто нема доволно капацитети за сите, нели, да бидат задоволени. И од друга страна, уцени, закани, судски прогони, политички прогони, дури она малтретирање и тепање на новинари или на луѓе кои сведочат за, нели, за криминалите, за беззаконието, за гревовноста на оваа партија на власт и таа другата со нив што е. Но секако ќе дојде крај. Каков ќе биде крајот, тоа е прашање. Колку подолго се држат на власт, толку крајот ќе биде подраматичен. Колку побрзо отидат од власта, толку помали консеквенции по нив, во смисол дека најдобро им е да побегнат така од државата, негде во некоја далечна земја, каде што немаат јурисдикција европските, нели, институции за прогон, да речеме негде Централна Америка, Јужна Америка, во некоја азијска држава, да речеме, многу цијаши се склонети у Виетнам, многу криминалци од Европа идат, па и средна класа идат на Тајланд, Виетнам, тие држави тамо. Во Кина не би прошле, еве видовме дека кинезот не сакаше да учествува во аферата со вакцини. Да, во аферата со вакцини, не сакаше да биде инкриминиран дека се работува со криминалци кои на човечкото страдание прават пари. Тоа е страшно. Мислам, ако таа афера на вистина се потврди така како што ја лансираат гласноговорниците од ВМРО, тогаш тоа ќе биде невидена катастрофа, невидена гревовност.
И нормално мислам дека на рейтингот им е многу паднат, дека го изгубија сиот кредибилитет. Можеме да збориме за нивната неспособност апропо економските политики. Тука е катастрофа. За 4 години колку владеат, не видовме една странска инвестиција. Една фабрика не е отворена, а се збори дека некои 27 фирми што ги донесе ВМРО помеѓу 2006 и 2015 година, веќе 16-та беше целата во бури и Македонија беше перцепирана како земја нестабилна политички, на рап на граѓанска војна, благодарејќи на западните медиуми, благодарејќи на NGO секторот кој беше апсолутно под контрола на глобалистите. И едноставно тука почна тој пад, кој не застана, кој трае до ден денес, корупцијата е на невидени нивоа. Дури и некако имаме една чудесна алијанса, би рекол, на криминалци. Значи СДСМ, како партија создадена од да речеме 70% криминални карактери, еве да речеме 30%, се наивни, под наводници, или не сакаат да бидат наивни. Зашто не може човек да има некаква си свест за хуманост, да го гледа ова што се случува и понатака да гласа или да остане во таа збирштина. Тоа едноставно со индигнација треба да си отиде од таму, од тоа буниште, да го наречеме. Но ете не идат, веројатно имат некоја корист, животот е тежок, сиромаштијата е ужасно страдание, тешко се излегува на крај со неа, ако да речеме тој ја испушти таа цуцла, ќе остане гладен и жеден, сам во пустината, така, и тоа ги држи. Исто се однесува на администрацијата, која е преку 150, можда 170.000 луѓе, тоа е све гласачка машина со се нивните фамилии, преку 200 и кусур илјади гласа има тука, та исто уценета, уплашена, исто така та кооперира со режимот, со овој режим, не тој не беше ни режим во споредба со ова. Тој едноставно се грижеше за националните интереси. Значи, ако се грижиш за националните интереси, ти си националист, фашист, режим и така натаму. Еве, овие не се грижат за националните интереси, а довадува Македонија до просјачки стап, така? Дали мислиш, Ацо, дека сите проблеми кои што сега ни се рефлектираат на екстремно ниво, не почна во 2015 кога токму Груевски имаше преговори со Руската Федерација за потпишување на договор за поминување на турскиот ток низ Македонија, исто и со кинескиот пат на свилата. Значи тоа беа инвестиции од можам да кажем ранг кој што бија цивилизацијски, да, од кој што Македонија би имала огромен бенефит. Предавствата кои што се случија во тој момент во ВМРО ДПМН, гледаме сега, веќе искачаат во јавноста кои биле тие луѓе, значи најблиските сработници на Груевски. Значи Сашо Мијалков кој што сега заврши каде што заврши, едноставно го минираа тој процес кој што Груевски и неговите истомисленици го имаа замислено. Они ги видоа тековите кои што веќе несомнено доаѓаат и не се избежни на светската геополитичка сцена. Тоа дека Евроазија станува планетарен джин, кој што се повеќе и повеќе ја засенува силата, условно кажана, преку барата и европските држави. Дали клиентелистите во ВМРО ДПМН, тие кои што најдобро се договорија со Калето, кои што дадоа поддршка во неуставните измени за промена на името, 8 пратеници кои што гласаа, нели, за измена на вакво. Вчера гледам дека и Рашила Мизрахи повикува на самоубиствен попис кој што од македонците би не сведол на бројка која што на албанците би им дала можност за вовед во федерализација. Значи, дали Калето не е толку пенетрирано длабоко, не само во СДСМ, тука и во, условно кажана, десницата, и дали веќе не е време за нови политички субјекти, како што е Родина Македонија,
која што буквално не калкулира со тоа, нас ќе ни треба некои идни генерации кои што ќе го вратат името, нас ни треба 83 пратеника, нели, за да можеме нешто да смениме. Ние велиме не, одма утре дента криминал се решава со суд. Се знае како. Актерите на тие криминални уставни измени одат во затвор, се поништува се, Македонија се враќа на асономските стази и на тоа каде што треба да биде. Дали не е време за едно семакедонско обединување, каде што и патриотите од ДПМН, па и од СДСМ, верувам дека и таму има 5, 10, 15% луѓе кои што им зачукува срцето кога ќе видат некој патриотски настан или нешто поврзано со Македонија. Дали не е само тоа начинот на такво едно обединување кој што обединување под значи вистински принципи, не диктирани од калето, значи не диктирани една опција, имаме НАТО, ЕУ, не може да гледаме нели на кај Русија, на кај Кина, би било само единствен спас за Македонија, која што ти кажа дека е малтене папокот на светот, од каде што се почнува и зародиш на таа западна култура преку богомилите кои што бегале во Франција, па од катарите кои се населиле во Шкотска, и сега дека буквално ренесансата ја донеле, значи Македонија оставила на планетава длабоки цивилизацијски корени. Без сомнение, но за жал во реал политиката тоа не вреди ништо. Мислам, реал политиката гледа катадневно и тоа се нејзините стратегии. И експанзионизам, нели, во секој смисол. Што се однесува до пропаста на македонскиот концепт кој Груевски го почна, нели, со издигање на македонската самопочит преку проектот 2014 и други зафати и економијата секако, е колебливоста на нашите стратези во главните нели партии. А и за СДСМ тука нема никаква стратегија. Тие се едноставно сите под команда на една идеја, на еден концепт, а тоа е хумористичката клаузула дека НАТО ќе не брани, а ЕУ ќе не храни. Тоа е мизерија, тоа е просјачки концепт. Кај ВМРО се деси шизма, предпоставувам. И затоа дојде до пропаста. Немаше монолитност и конзистентност во стратегијата. Значи, од една страна гледаа, значи тие што се умувачки луѓе, стратези во ВМРО, луѓе со искуство, со знаење, видоа дека една голема сила која е пријателски настроена кон Македонија се издига и сака да влезе во Македонија да се поврзе. Тоа е евроазискиот концепт. Македонија е првата евроазиска империја. Со тоа и на символички, но на геостратешки план ќе беше реализирана таа спојка помеѓу Ориентот и Оксидентот. Но што се случи, тоа нормално големиот брат не може да го дозволи, а не може да го дозволи и промптно реагира, најагресивно, со уцени, со закани, затоа што е слаб, затоа што не може да конкурира и ние гледаме сега дека он е за никаде. Дека он е една обична, само малце хипертрофирана банана република. После 6 јануар, тоа е држава како и Македонија, како Србија, како Бугарија, како Молдавија, како Романија во времето на Чаушеску и после тоа е отприлика тој концепт на една пропадната демократија, на едно пропаднато општество, како што вика Драгаш, со 111 милиони невработени. Невработеноста е на кај 40% сега, значи исто како и Македонија во времето на Бранко. Па после Груја симна на 20 и нешто посто, но сега ја дигаат повторно, гледаме преку 60.000 невработени има, а наскоро ќе бидат 100.000. Значи, таа неконзистентност, нерешителност, која па има своји алиби од позадина. Значи, не можеме да кажеме дека таа колебливост е израз на една слабост. Тоа е конфликт на две идеи. Едната идеја е визионерска, Евроазија, која исто така ја влече својата сила од древноста. Тоа е Македонската империја, првата евроазиска империја. Вториот момент е емиграцијата македонска, која е поголема од што има македонци во самата Република Македонија и кои се на запад.
главно сместени во англосаксонскиот дел од светот, значи во USA, во Канада, во Австралија, Нов Зеланд. Тука се набиени македонците во огромна мера, можда преку 2,5 милиона ги има, вака ако ги земеме тие што се одселувале од 50-тите. А ако одиме крајот на 19 век и посебно после Илинденското востание, кога имало огромен збег поради османлискиот терор, тоа е еден геноцид. Ние исто би можеле да крикнеме како ерменците и да бараме репарации. Но добро, ете, со турците сме пријателски ориентирани и поради тоа нема потреба од такви копања по историските рани. Меѓутоа, тогаш се претпоставува дека преку 250.000, значи 50.000 биле убиени како одмазда за убиените, нели, османлиски војници и околу 250.000 се иселени. Тие главном, значи, може би 80 до 90% се селеле во Америка. Таа врска, баш као они ја санираат економијата, што праќаат скоро $1 милиарди донации, нели, за своите блиски или самите доваѓаат, живеат тука пензионерски денови, им доваѓаат пензии. И сега таа реалност, таа врзаност со Западот од една страна преку насето иселеништво и од друга страна таа древна традиција и таа иднина, која ќе биде насомнено евроазиска, а тоа не е само идеја, да речеме, на Путин или Кси, тоа беше идеја, да речеме, и на Дегол, тоа беше идеја исто така и на тоа идеја на Марин Лепен, да, и на други истакнати политички личности на Западот. Па дури и Трамп покуша нешто да направи во тој правец, но беше врзан едноставно, заробен од структури кои беа глобалистички околу него. Или неоконзервативни, што се уште пострашни. Да му беа внатре во неговата република. Да, беа, во неговата групација, како Пенс, кој испадна предавник, Помпео, кој е дел од фамилија, која ја контролират нафтата, фамилијата Кох, стара еврејска фамилија, така, на нафтачи и така. И ционисти. Па керка му, нели, со тој, како се викаше, Кушнер, кој е белоруските евреи. Провикан, нели, ционист, и таа негова авантура Ерусалим да биде главен град, со што ги побрка одредени односи, поготово во тој блискоисточен свет. Тука направи дармар со тоа, затоа што тоа беше контра волјата на палестинците, а пошто палестинците се неали арапи, зборат арапски и повеќето муслимани, иако има и православни и католици, но со тој чин едноставно ги наврте против себе не само арапскиот свет, туку и муслиманскиот свет. Но веројатно и православниот свет и оние традиционални, да речеме, други групации кои едноставно не сакаат тоа да се случи. Зашто тука три големи религии, тоест две големи, една не толку голема, но многу влијателна со финансии, зашто го држи светското банкарство. Тоа е јудаизмот, нели, но од друга страна две навистина гигантски религии, најголеми во свет, исламот од една страна со преку 1,2 милиони верници и христијанството со преку 2 милиарди верници, се зборам и за католици, и за протестанти, и за православни. Едноставно сите тие три религиски концепта претендираат Ерусалим да е нивен град. Дури арапите негираат дека е еврејски град, дека тоа е арапски град, а христијаните го рачунаат за христијански град, нели, зашто тука е родено христијанството и на некој начин христијанството го освои светот, така. Па да не беа православниве руси, тоест комунистите и протестантите и католиците од Западот, Хитлер ќе ги уништеше евреите, немаше да има јудаизам, така. Ќе беше забранета религија или култура. Холокаустот ќе успееше. Да, така да русите фактички со 90%, они се бореа со 95% од капацитетите на Вермахтот. И тоа не беше напад од страна Германија на Вермахтот врз Црвената армија, тоест врз Советскиот сојуз, туку веќе цела оваа Европа што ја гледаме, Европска унија, освен Британија, окупирана,
реинсталирани режими кои ќе бидат нацистички, регрутирана и со скоро 5 милиона војска е нападнат Советскиот сојуз. И му беше тоа катастрофална грешка на Фирерот. Да не го направеше тоа, ќе го контролираше западниот свет. Ги скрши французите, ги скрши британците, фалеше малце, нели, да го почутуваше мирот склопен помеѓу Рибентроп и Молотов. Од една страна ќе нападнеа јапонците од Калифорнија преку Пацификот, овие преку Атлантикот, веќе беа искинати сите врски со Паков Вулфс, нели, со нацистичките подморници. Едноставно беа изолирани британците од Америка, а и Америка и претеше напад на нејзиниот East Coast, така на источната обала. А јапанците ќе нападнеат западната обала, ќе окупира и Америка. И имаше план Хитлер за Америка, посебно за американските евреи. Да ги исчисти до еден, така. А после кај ќе бега, не ќе може у Јужна Америка, ама тамо јаки нацистички тајни служби инволвирани пред се во Аргентина, во Бразил. Во Бразил и Аргентина, значи Северна Аргентина и Јужен Бразил, има преку 30 милиона луѓе од германско потекло. И тука се криеа сите тие, па дури и за Хитлер се збори дека избегал и се крие Ајхман и така натаму. Менгеле. Да, Менгеле и сите тие други. Значи ќе имавме сосема еден друг свет, но ете, изгледа дека овие луѓето на Черчил, MI6 и кралската фамилија, која целата беше пронацистичка, а и самиот нацизам почна во Британската империја, нели, со расизмот, со праење, структурирање и хиерархија од мајмун, да речеме, до човек. Највисоко е британскиот протестант. White Anglo-Saxons Protestants. White Anglo-Saxon and Protestant, и тие владеат се уште со тој англосаксонски свет, а до вчера, пред да се издигнат Кина и Русија повторно на светска сцена, они беа господари на светот, така? Цели 30 години од падот на Советскиот сојуз. Не 30, колку му доаѓа? Поскоро 30 години. 91, да. Но што направија? Се искорумпираа, станаа непродуктивни, станаа мрзливи, станаа злобни, водеа војни без оправдување, самите ги правеа поводите за војните, како што беше уништувањето на кулите близначки, истото да се сетиме на Косово со Рачак, како предоаѓа за интервенцијата. Со Вокер, која беше монтирана. И на тој начин, значи, они почнаа истата таа стратегија што ја правеше Хитлер, на крај тоа ги однесе у гибел. Зашто космичкиот ум, космичкиот дух, светиот дух, Господ, не трпи такви злосторства. Кога и тогаш, како што вика Ганди. Вика, може една сила да порасне и да стане енормна, и ако таа сила прави гревови, прави злобни работи, кога тогаш таа ќе пропадне. И навистина, сите тие сили пропаднаа. Американецот со својот палиативен, нели, да го наречам хуманизам, успеваше преку своите средства за пропаганда, пред се Холивуд, рок, музичката индустрија, рок-н-рол, да ги заблудува масите. Меѓутоа, денеска гледаме све тоа е празно. Нити има интересен филм снимен, кој навистина ќе покрене размислување, кој што тоа го правеа у 70-тите, нели? Кога беа борбено спремни, кога беа навежбани, кога имаа силен противник. 30 години они немаат противник и што направија? Папсаа, така. Немаат кондиција сега. Се виде на терен дека се за никаде, нели, во Ирак, во Сирија, се виде дека се неспособни за борба, ако некоја појака сила со Иран не може да излезат на крај. Која е една средна сила, е регионална сила, но не е сила од калиброт на Кина или на Русија, така. А да не зборам за судар со Кина и со Русија, веројатно ќе бидат уништени, можеби и они ќе возвратат. И очено бегаат од таков конфликт кој би се десил. Па и паметно е да бегаат, затоа што ќе бидат уништени. Значи, Кина можда ќе биде третина или половина уништена, они ќе бидат 100% уништени. За Русија мислам дека ќе биде 5% уништена, они ќе бидат 100% уништени. Зашто системите што ги имаат русите се толку брзи и толку прецизни што оние не може да парираат. А ќе возвратат од кај сакаат, зашто ја водат војната од Вселената. И уште едно за руската, да речеме, и американската војна конкуренција. Ние да се вратиме малце во историјата. Пошто најаките удари може да дојдат од самата Вселена. Зашто Вселената е огромен простор
и тешко контролибиран, тој што има најбрзи средства и најефикасни средства, тој ќе победи за неколку сата, ќе однесе победа во една термонуклеарна војна, да речеме. Сега за Вселената. Американците долго време не можеа да лансираат брод, нели, со посада. Лансира дури и сателити не можеа долго време. Користат се уште руски мотори. Тек во 60-тите успеа, нели, крајот на 60-тите со програмата Аполо да лансираат луѓе во орбитата. Но приказката за месец е фалсификувана. Знаеме, имаме многу сведоштва и последното сведоштво на Кјубрик и други сведоштва кажуваат дека тоа е фалсификувано за да се добие предоминација во однос на русите. Меѓутоа и тоа да се десило, а не се десило, пошто има многу детали кои ги компрометираат, нели, кажуваат дека едноставно не е тоа тамо снимено. А и не може да се снима тамо. Како го снимиле? Електронски не може, голема радиација, нема месец од атмосфера. Со фотографија не може, зашто преку 200 степенија ќе изгори филмот. Нема такви одбранбени механизми. Да не зборам за Ван Хеленоновите прстени и така, дека не може посада така со толку тенок лим да пројде. Треба метар дебели олова да има, а тоа е тешко за лансирање. За американците, можда за русите не. Но и тоа да се случило. Тоа е piece of cake, што би рекле, во однос на еден програм кој е навистина колосален, а тоа е програмот МИР. Ти да имаш таква свемирска технологија и такви капацитети да можеш да изградиш цел мал град од 200-300 метри во Вселената, кој ќе се движи во орбитата, нели? И ќе трае цели 20 години, бил програмиран за 10 години, а трае 20 години. Тоа е навистина нешто, мислам за американецот, тоа е science fiction. Джин Роденбери, Стар Трек. Тој не може да помисли за такво нешто. Значи може да прави хабели, може да прави телескопи, да прати сателити и толку. А овој праќа цели тенкови. Мислам, замислете колку требало Сојуз летови да има да отидат тамо космонаути, инженери да го склопат сето тоа, на делови се носи, така. И International Space Station е копија на МИР, 99,9%, само поголема. Што би рекол Груевски, поголема и обновена, нели? Проширена и обновена. Така да, тука е технологијата, значи више никој не може да го нападне Путин, така, русите се веќе обезбедени. Значи, кој да ги нападне, они ќе бидат уништени, а русот ќе има некоја мала штета, не толку го. Затоа сега се иде на тероризам и биохемиски напади. Меѓутоа, повторно им се врати. Сега не знаеме дали кинезот кога видел, а он знае, пошто секој човек е агент тамо, така, мислам, тоа е една монолитност, една колективна свест, која Западот не може да ја поими, која е градена 4000 години. Тоа за Западот е несватливо нешто. Они виделе кој тамо пуштал бактерии, нели, самиот таа лабораторија во Вухан, финансиране 70% од Сорос, може тамо да е генериран. Може исто тие 300 што дошле американски маринци да се такмичат на таа војна олимпијада, може тие да го пуштиле. Се збори исто за агенти на MI6 кои го пуштиле исто на пазарот во Вухан. Значи биле нападнати. Исто да се сетиме на изјавата на Путин, нели, границите на Кина и Русија начичкани со биолаборатории. Значи од тамо може да иде. Агенти има пуно, нели, за пари кодоши, предавници колку сакате. Ние нашиве кодоши името го продаде. Да. Душата си ја продаде. Да не зборам да пушти негде да фрли некој шишенце, да се скрши, он да побегне и тука вирусот да почне да левитира, нели, и да фати некого. Или саринот, бојниот отров, или некоја бактерија, или коктел. Кој ќе го знае што е? Никој нема испитано точно да се сознае што е. Баш како коронавирус има преку 3000. Може исто така да е мутиран вирус на грип, нели, грипот е од таа фамилија на коронавируси, мутиран, да речеме, грип сезонски, кој измутирал доволно силно, но исто така кемтрейловите плюс 5G мрежата плюс како вибрации и на крај имате еден коктел од еден ужас и плюс психолошки напад преку медиумите, нели, создавање на паника. За 0,2 леталност, они прават пропаганда која да се работи за ебола која е
она 50 или 70% смртност, така? Ние таква параноја добивме медиска, Тоа пробува да ни наметнат задолжителна вакцинација. Но тоа е исто така, тоа е ноцебо ефект. Значи ти го намалува имунитетот со стравот. Значи, тоа е една оркестриран напад со цел да се уништат азиските моćни држави. МК Ултра. Така, например да се уништи Кина, да се уништи Русија и така почна, да се сеќаваме кога фати епидемијата во Кина, одма берзите отидоа надоле, нели, на кинеските фирми. Мислам, тоа беше хаос. Но брзо се созема. Сега, дали тој вирус им излезе од контрола и отиде кај нив, или возвратија кинезите и русите со своји вируси, пошто имаат они тамо разгранети агентури до безсвест. Најголема емиграција у свет е руската. Од сите држави, со преку 40 милиона емигранти. Сите тие може да бидат агенти, или 99% се агенти на ФСБ или ГРУ, така? Да. И они едноставно, кога виделе дека се нападнати, месец, два, три, доста е ова, кога почна и во Русија и во го возвратија нападот и овие сега се на коленици. Вакцините не им функционираат кој што гледаме. Колку и да се вакцинираат, све повише има случаи, све повише има морталитет, едноставно се изгубени. А сега ми доаѓа на памет едно пророштво на баба Вангја, Бог да ја прости, која негде таму уште 80-тите прорекла дека Западот ќе пропадне од некоја заразна болест, како чума некаква, современа чума која ќе ги удари и ќе ги уништи. И они се веројатно пред тотален колапс. Пред тотален колапс, само тоа не се гледа. За некои аналитичари и теоретичари се работи за повторно за медиско напумпување на приказката, за да се скријат вистинските состојби на западната економија. И тоа е една теорија, дека се работи всушност за мутиран вирус на грип, кој секоја година напаѓа и зема данок, нели, во животи, но истовремено дека тоа е искористено со една страшна медиумска кампања да се скријат вистинските состојби на западните економии. Колапсот пред се на Америка и Европска унија. Тијацо не само што ни укажа дека НАТО и ЕУ не се само не се никаква алтернатива, туку дека треба и да се напуштат и Македонија. Македонските политичари треба да се завртат кон на геачкиот фактор, а тоа е Евроазиската унија, која нуди не само воена сила, туку пред се економска моќ и моќна ресурси кои што тие несебично сака да ги споделат со остатокот од Европа. Значи, концептот на Евроазија би бил за нас идеален. Со оглед на тоа што во актуелната политичка сцена сите парламентарни партии, со исклучок на левица која што вели не сме за НАТО, но сме за ЕУ, сите други останати парламентарни партии се со тврд став за тоа ЕУ и НАТО немаат алтернатива. Ние како родени на Македонија велиме не, ниту ЕУ, ниту НАТО не се алтернатива. Гледаме со двете очи на кај Евроазија, нека ми простат и други субјекти и организации кои што ја делат нашата визија, секако би биле добродојдени за соработка. Рецептот или вакцината што треба да најдеме против тоа атлантистичко неолиберално зло. Па, интересно прашање, затоа што овој народ е опитен и не сака да експериментира. Има народи кои се онака народи преполни со ентузијазам и сакаат да влегуваат во авантури, во експерименти. Овој народ е уплашен народ. Поради долготрајното робство. Значи, веќе му е навлезен некој чуден страв. Таков беше и во СФРЈ, таков е и денес под калето, нели? Значи, треба да се работи на знаење. Знаењето го убива стравот. Кога нешто знаете, го деконструирате стравот и он станува смешен, карикатурален, небитен. Исто тоа е и со македонскиот народ. Значи, он треба да биде информиран
за нештата, да му бидат предочувани во историски контекст и во современ контекст што се случува со светот. Он е неинформиран, он мисли дека тоа е алфа и омега, дека тоа е она што е најдобро во светот, НАТО и ЕУ, не ги анализираат воопшто, нити па имаат директно искуство со тамо живење, да престојуваат извесен период. Секој оној што престојувал, да речеме, повеќе од неколку години на Запад, многу добро го видел. Ги видел сите предности и слабости на Западот. Има секако добри работи, но има и многу слабости кои овие луѓе не ги знаат, нити па поима имаат за тоа. Све е тоа многу суптилно. Може да не бидат забележени. Но во еден момент ќе се почувствува тоа низ душата, како психолошки еден напад. Напад на депресија или напад на психоза некоја. И на тој начин ќе види дека Западот всушност покрај неговата сјајна обланда е шуплив натре, празен. Дека тој е дека тој е индивидуалистички базиран и дека огромен дел од идеализмот што го имал последниве векови, се до почеток на 20 век, е испарен. И луѓето се изгубени. Многу мои пријатели од Германија и од Холандија кои ќе дојдат во Македонија, без оглед на политичкиот контекст. И во бившата Југославија, тоест Македонија од време на СФРЈ и од овој период, на самостојна Македонија, они доживуваат психичка ренесанса, доживуваат поврзување со човекот, доживуваат заедница, стануваат македонци, горди македонци, заљубени во Македонија. Тоа се случува. Тоа го имам ја како личен пример со мои пријатели и пријателки од странство, од Америка, од Германија, од Холандија, кои доаѓале тука и доживувале еден вид просветлување. Тоа не е ништо посебно, они само се вратиле век-два наназад во својот природен менталитет какви биле. Зашто Европа е осакатена. Европа е сега таква, Западна Европа е таква каква Македонија би била, да речеме, за 50 до 100 години. Со ваков еден режим, како што е овој. Не зборам за ВМРО, уште помалце за Родина, Така. Кои, поготово Родина која иде уште подесно од ВМРО, уште потрадиционална е, уште е пореална во однос на нештата, пред се на човечките вредности. Значи, со оваква една квисвинчка влада, со една ваква безглава влада, која безпоговорно ги слуша илуминатите, тоест наредбите на глобалистите, би имале таква состојба како што сега е во Данска, во Холандија, во Британија, во Франција, во Германија. Сепак јужниве народи ја имаат топлината, шпанците, португалците, италијаните, се уште се тука негде, иако и они се доста загрозени, поготово нивниот северен дел. Но јужниот дел го има тој темперамент и сепак има некоја живост, некоја жовијалност, некоја човештина, така. Иначе што посеверно, сега ја би ја парафразирал целата ситуација, што јужниот то тужниот, сега би рекол што посеверно, толку поужасно. Значи, можда ние сме сиромашни, но сме богати во духот, сме пуни со живост, така јужниве народи, медитеранскиве народи. На север како идеш, тој процес на уништување и тоа се исто, мислам, генерички се топли народи. Поготово тамо кај што има јаки зими. Зашто русите не се дехуманизирани како швеѓаните, например? Затоа што си ја зачувале традицијата. Низ борба. А исто живеат на север, дури по-на север, така? Значи, одродени, деконструирани, лоботомизирани, и они сега се слепци кои бараат спас некој. Спасот може да го најдат во Евроазија. Спасот ќе дојде од Азија. Од Источна Европа, од Азија, од Медитеранот, од Африка, од Јужна Америка. Тоа се уште здрави општества, а нападнати. Но Господ е голем, нели? И не дозволува. Главните целни групи што беа Африка, Јужна Америка и Азија, најмалце има ковид. Зошто? Зашто Господ работи, им го дига имунитетот, ги прави несоборливи. Точно е.
Затоа треба да се преиспитаме, да видиме што е окей, а што не е окей. Дали сакаме да бидеме робови или сакаме да бидеме достоинствени луѓе, слободни луѓе. Решението ни е предност, буквално. Решението ни е предност. Ние немаме ништо против Западот. Западот исто така ќе се оттргне од глобализацијата. Тоа е неминовност. Они си ја бараат својата традиција, својата култура, својата човечка топлина и ќе си ја најдат. Го прорекоа тоа и умови како Рудолф Штајнер пред 100 години дека ќе се случува. Токму така. И неизбежен процес од кој Македонија е дел на заздравување. Така. Така да ја на ова гледам како на едно искушение, како на еден период кој ќе пројде. Тој период мора да пројде, не може тоа лошо да владее цело време, има периоди, нели? Исто така промена на политичката сцена во Македонија треба да влезат, нели, нови групации политички со друга реторика кои ќе отворат целата сцена. Не се работиме на четврт сцена. Светот е огромен. Што е ЕУ и НАТО? Мал дел од светот. Милиарда луѓе, толку. Со се Америка, нели, и другите кои се во англосаксонскиот свет. А има 7,5 милиарди. Така да ние треба со нашите браќа и сестри од тие другите 6,5 милиарди да се запознаеме. И тоа ќе биде и за културата, и за економијата, и воопшто за животот. Да се вратиме, Подобра да се ситуација. подсетиме на тоа што првата Евроазијска унија нашиот Александар Македонски ја направи, дека тие релации кои што сме ги имале пред 2000 години пак да ги воспоставиме. И ние македонците сме доста популарни, поготово во азиските предели, во Северна Африка. Еден познаник мој се сретнавме заедно со секретарот на царот од Хунза, на мирот од Хунза, Газанфер Аликан, тука во Скопје, кај еден аристократ, нели, пријател на Хунзите, голем македонец. И дојде еден пријател и ми вика, знаеш ли колку има македонци на исток? Азија, Северна Африка, Централна Азија. Викам, појма немам колку да има. И да има заборавиле. Хунзи века Лашива, колку 100-200 луѓе се таму. Не вика, ние правевме, он беше член од една ложа масонска, од значајна ложа. И вика, ние, значи во ложата правеле испитувања и они дошле до бројка од 75 милиони луѓе кои се чувствуваат како македонци, кои викаат мојот бекграунд е македонски. Но тоа е во тој исламски свет, така? И сега ние како луѓе со предрасуди, нели? Поготово е кон македонците муслимани кои не ги интегриравме во нашите македонски партии, повеќе од половина, ма какви 70% од ДУИ се интегрираме и во други албански партии или во турски партии, наместо да се окрупни македонската нација, македонскиот народ, а тоа се многу значајни луѓе. Тоа се потомци на богомилите. Апсолутно. И како такви, они имаат една мудрост. Они чуваат една силна традиција во себе. И како ние тие ги распродаваме? Уствари ние све распродаваме. Името го распродадовме. Абе, брат ќе продаеш, сестра ќе, што сакаш ќе продаеш. Значи една проститутска политика им. Од тој аспект, значи треба да се појават нови политички сили. Еве, да речеме до некаде АПСиев, кој билда рейтинг со тоа што е против НАТО. Така го билда својот рейтинг. На македонецот му е тука од тие лаги. Сега тоа што е за ЕУ, мислам дека му е кикс, дека истите структури стојат и за ЕУ. Уште полигави се само, НАТО се барем ратници, борци. Барем ќе погинеш у бој. Овие ќе ти ја испијат крвта, така, на најподмолен начин. Со некој квази хуманизам. Така да, ако се откаже и од ЕУ, ќе добие уште 4,5%, па ќе ги ишиша и ДУИ и Алијанса. Ќе има колку Алијанса и ДУИ заедно, ќе биде значајна партија. И овие нови партии што се појават како Родина, таа групација на Палчо, Солза Грчева. Значи, тие треба да пораснат, може би да се интегрираат, да настапат заедно и својата идеологија да ја шират. Својот антиглобализам, своето евроазиство, својата древна филозофија, својата мудрост, со отварање на свеста
Значи да се деси големото будење. Кога ќе се случи големото будење, и тука кај нас, тогаш Еу и НАТО ќе станат волшебникот од Оз. Канта тропа со други зборови. Ќе видат дека и тоа е една голема мизерија од која не сакаат да бидат дел. Дека тоа е дел од големата пропаст. Што би рекол Шпенглер, нели? Пропаст на западот. Поубава одјава на емисијата од ова, Ацо не можеше да посакам. Значи, буквално им даде на македонците една оптимистичка, нова стварност и реалност, која што верувам дека многу брзо ќе дојде и дека ќе стане, ќе се разбуди македонецот, затоа што во генот носи многу прогресивни идеи кои што му ги дал на светот, не само што ги задржувал тука на локално ниво. Ова беше, се надевам дека ќе ни бидеш гостин во првата наредна прилика, каде што ќе имаме малку повеќе време да објасниме и некои други теми и други прашања кои што ќе бидат актуелни. До тогаш ти благодарам за ова гостување, Ацо, а вас, драги гледачи, ви благодарам за вашето трпение да изгледате ова емисија, која се надевам дека ви остави посебен впечаток и дека е една своеврсна лектира, каде што нашиот гостин одговори на многу интересни и горливи прашања. До следната епизода од циклусот Родински емисии ве поздравувам и се најдобро.